Назад во студиото и сега треба да ја имаме на линковска врска колешката Елена Милошевска, која што пак денеска го следи судењето, односно процесот за настаните од 27 април. Елена, добар ден. Денеска завршни зборови чинам за судењето, односно целиот процес за настаните од 27 април. Што има ново од тамо? Така, денеска имаше завршни зборови, односно рочиштето за 27 април заврши предмалку. Воведни зборови даде само бранител Сашо Дуковски, адвокат на обвинетиот Митко Чавков. Тој завршни зборови даваше околу 4 часа, а она што е интересно што Дуковски истакна во својот завршен збор е тоа дека всушност нема докази за кривичното дело кое што на обвинетиот Митко Чавков му се става на товар, а тоа е терористичко загрозување на уставниот поредок. Па Дуковски дури направи и паралела помеѓу обвинетиот Митко Чавков и Крсто Муковски, амнестираниот пратеник, кои што и двајцата беа обвинети за исто кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок, а Чавков бил обвинет само поради тоа што поради неиспраќање на дополнително полициско засилување на критичниот ден, додека пак Муковски бил тој според обвинението кој што ги отворил собраниските врати за толпата да влезе внатре и дека всушност една реченица не е доволна за да може да се опише вакво сериозно кривично дело кое што на обвинетиот Митко Чавков му се става на товар. Исто така, она што е интересно што тој го посочи дека всушност сите можеме некого да мразиме или сакаме, но во судска постапка важни се само доказите за кои што рече Дуковски дека ги нема. Исто така тој го посочи и поранешниот министер за внатрешни Аги Нухиу во тој временски период кога беше министер, односно 2017 година кога всушност и се случи насилството во собрание, дека сепак и тој можел да побара засилување и да даде наредба да се постапува на критичниот ден кога се случи насилството, но тој не го сторил тоа, а сепак како министер на крај на денот има голема одговорност. Како што веќе реков, предмалку, односно пред околу 15 на минути заврши денешното ручиште, а наредното продолжува во среда, каде што завршни зборови ќе дадат и другите адвокати, а дури потоа како сите ќе се изјаснат, завршни зборови ќе даваат и обвинетите. Тие се информациите кои што ги имаме за сега. Елена Милошевска, ние ти благодариме секако за овој истрпен извештај поврзан со рочиштето за настаните од 27 април постојано во фокусот. Секако ти остануваш на терен и најновите информации ни ги пренесуваш подоцна во информативните блокови, а ние Чаловски одиме на следната тема. Следната тема, мислам дека веќе имаме на телефон госпоѓа Мелиса. Госпоѓа Мелиса, доколку се слушаме? Да, на линија сум да слушам. Да, Чичко Аливен, како што стои во на Facebook група, исчезнува на 1 февруари. Вие сте негова ќерка, така? Да, јас сум негова ќерка. Една од 3. Така, дали е ова прв пат да се случи Чичко Аливен да го снема? Колку што знам, тој нема никаков проблем ни со меморијата, ни со ориентацијата во просторот? Нема. Вака, значи, Аливен исчезнува прв пат. Тој е пензионер на 64 годишна возраст. Контактибилен, значи, нема губиток на меморија или ориентација во просторот, ниту пак сме забележале до сега било какви чудни однесувања од негова страна, или за да може да се посомневаме дека ќе биде ова исчезнување резултат на тоа. Значи, ова е една ситуација која што нормално се случи, сите не засегна неспремни и сите се обидуваме да најдеме и да влеземе во трага каде да се упатиме да бараме и како да го пронајдеме. Информациите кои што ги споделив на Facebook се дека последен пат е виден во петок, 1 февруари, во 10 часот, како излегува од домот во Маџармало, во центар. Тој излегува со количка за на пазар со тркалца, каде е упатен и по која насока е тргнат не знаеме и не можеме да знаеме бидејќи никој нема пријавено да го има видено по тој пат и дали натаму и тргнал.
Тој е висок околу 1,67 сантиметри, тежина има околу 68 кила, зелени очи, проседа коса, права му е косата, облечен е со црна мунтка, плава кошула, плав джемпер, црни панталони класични машки, со окер боја чизми со врвки и носи црна ташница, исто така, торбица за преку рамо, машка ташна. Случајот беше пријавен веднаш во полиција, уште во петокот и од сега за сега, значи, упаќаме апел преку групи на Facebook, вака преку медиуми, за да можеме да расшириме информацијата. Ова е 4ти ден како трагаме по мојот татко. Информациите се многу во оскудна форма кои што стигнува до нас, односно немаме јавување од никакви видувања, никој не јавува со никаква информација и за тоа се трудиме на што подобар начин да допреме до граѓаните и да ги замолиме со еден апел да ни помогнат во потрагата. Се соочуваме се на голема трагедија во која што нашите комши, сагајани, познаници ни се движечка сила и помош во овие тешки моменти. Значи ни треба помош од сите кои што се во можност. Госпоѓа Мелиса, велосипедисти, пешаци, рибари, било кој за да може да се најде трага од каде да бараме. Госпоѓа Мелиса, само за да ги отфрлиме сите сомнежи кои што можеби постојат во јавноста, дали има ситуација во која вие би се посомневале на одредени личности кои што би можеле да стојат зад ова, или ова е исто изненадување и за вас? Не. Значи, татко ми е мирен човек. Така. Тој е пријател со многу луѓе низ цела Скопје го познаваат и не верувам дека има некаква позадина таква во овој случај. Во ред, госпоѓа Мелиса, ние секако ви благодариме, ако може така да се каже воопшто, за одстапеното време, односно најденото време за еве нешто што е и во ваша корист, меѓутоа еден ТВ како општествено одговорна телевизија се обидува на секој можен начин да помогне еве во случајов во потрагата на вашиот татко, односно Чичко Али Бен Абдул. Ова нека биде еден своевиден апел до сите, можеби како што и вие апелиравте, кои што граѓани доколку го забележат да ве контактираат, ги видовме од фотографиите и вашите телефонски броеви, секако и да пријават соодветно до полиција. Ви посакуваме секако среќа во потрагата и се надеваме дека оваа приказна ќе има среќен крај. И за сите оние кои што пак сите оние благодарам Еден ТВ за вашата несевична ангажираност и на сите кои досега нели учествуваат во потрагата. Така, сите оние кои што во моментов не гледаат, па во одреден момент доколку го забележат Чичко Али Бен и не им текне каде да се јават, слободно можете да ја контактирате телевизијата и ние да стапиме во контакт со семејството. Како што и Јана рече, ние се надеваме сите нели дека сепак ова ќе има еден среќен крај, дека ќе го најдеме Чичко Али Бен. Ви благодарам многу. Ти благодариме и тебе. Да правиме тука кратка пауза и се враќаме назад во студиото за разговор со колешката Весна Вилкова Тодоровска.